Каква е традицијата на празнување на денешниот празник во село Блаце? Па традицијата е од неколку години, например од 6 на 2000 години од христијанството. Црквата е возобновена, а 98 е, мислам, манастир е сега, посветена 98, значи после 5 години. Инаку место е дали од 7 век, не знам точно, од историски архив документи. Старо место. Овде се венчавале. Овде жените раздавале порано. Крстот што е пред црквата стоел овде. Црквата била рушена тога и на крстот доаѓале и венчавки имал. После некој време, значи, кога се направила црквата долу, овде се направи оваа црква и сега, еве како што гледате, народ се собира на денешниот ден. Си доаѓаат луѓе кои можат да се помолат за здравје, да се остават нешто. И тоа. Така, има литургија, има литургија, има кумство, има све што има братска, сестринска трпеза има за верниците. Дали освен од селото доаѓаат и од соседните села? Да, и од соседните села имам, поготово село Милетина, имаме некој од Стенчев дојдено, од Петово имаме дојдено. Значи зависи од денот, работен, празничен, ако е недела, ако паѓа, има повеќе верници. И во веки веков, амен. Святи безсмертни, помилуј нас, не помилуј не. Слава Отцу и Сину и Духу и пресни во веки веков, амен. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Духу и пресни во веки веков, амен. Јас сум вистина, вистина велам, кој не влегува низ вратата во овчото трво, а прескокнува од друга страна идуке и разбойник, и кој влегува низ вратата пастире на овците. Ама тие не разбира што сакаше да им каже со неа. Тогаш Исус пак им рече, вистина, кој ќе влезе преку мене ќе се спаси, ќе влезе и ќе лезе пасиште ќе најде. Видели волк да иде ги остава овците и бега, и волков ги разграбува и распрснува овците. Во таа село дејки во Дамас со глас и порака од првосвештениците. Молиме за благочестивиот, Христолюбивиот православен народ наш, за неговиот живот и здравје и спасение, Господ нашиот Бог, да му помага во се и да покори по ножете негови секој непријател и противник, но Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Огласени, помолете се на Господа. Господи, помилуј. Верни да се помолиме за огласените. Господа ги помилува, да ги поучи со словото на вистината. Им го открива Евангелието на правдата. Сам пјеса, припјевајуше сјако јениње, ниње жителско е. И Христолюбивиот род наш православен, да го спомене Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. Високо преосветениот митрополит наш Јосип, целиот свештенички и свештодјаконски монашки чин, да го спомене Господ Бог во своето царство сега секогаш и во сите векови. Амин. Да си различа сите ни спомиси, Господи, во своето царство сега секогаш и во сите векови. Амин. Господа, Тебе, Господе, Господи, Боже наш, Ставимо да врати че не капне само нешто. Честай се, право Боже, да Иса, Евојка Христова, во име Отца и Сина и Светого Духа.
A Kalina može? Može. Ajde Kalino, ajde. Слава Отцу и Сину, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христо, вестинския Бог наш, по молитвите на престъпна непорочна света своя майка всесилни апостоли, преподобни богоносници наши, апостоли Кирил и Методий, всесловенски просветени ученици Клименал, Охридски чудотворци Сагора, седомски свидетели, степравни боговоци Йоаким и Ана. Христос воскресе! Историјата на црквата е жив 20 вековен сведок за настаните кои се случиле во минатото, за трнливиот пат кој Светата православна црква го минува ни сите векови, како и за славните и непоколебливи победи кои триумфално ги прославува по долгите и триумфални измачувања. Таткото на црковната историја и современикот на царот Константин, древниот историчај Евсевиј од Кесарија, меѓу другите податоци кои ни ги дава за животот на царот Константин и неговата мајка Елена, ни сведочи за едно чудно видение кој тој го доживувал за време на најкритичните моменти од своето владење. Имено во 4. век, поточно во 312 година, се водил жесток спор околу прашањето кој ќе го наследи големото Римско царство. Спорот се водел меѓу царот Константин и Максенци, непријател на христијаните. Кога царот Константин со својата војска набрежил до Рим со цел да ја преземе власта, Максенци наоружал 3 пати поголема војска од неговата, па Константин се нашел во дилема за крајниот резултат на битката. И токму во тоа критично време, тој бил удостоен со едно видение за кој ни сведочи историчарот Евсевиј. Загрижен за престојната битка, поточно наплане, Константин го вперил својот поглед кон небото и во тие моменти на сонцето здогледал пресветол крст на кој биле испишени зборовите «Со ова ќе победиш». Царот веднаш сватил дека тоа е вест која доаѓа директно од Бога, а во тоа се убедил уште еднаш откако ноќта му се јавил самиот Спасител. Држејќи во рацете крст и запредувајќи му да направи сличен војнички знак, кој ќе го постави на сите војнички знамиња и на сите оружја кои ги поседувал. Царот го направил тоа, па исполнен со вера и во вистинскиот Бог тргнал во битката против својот противник. Битката била целосно добиена, Максенци бил поразен, а самиот Максенци бил удавен во водите на реката Тибар. По оваа победа царот Константин триумфално влегол во Рим и веќе во 313 година во градот Милано го објавил проучениот закон со кој гарантирал слободата на исповедувањето на Христовата вера, и тоа на таков начин заблагодарил на Бога за помошта која ја добил. Донесувањето на овој закон представува на вистина храбар гест, зашто познат е фактот дека христијаните во тоа време биле незабележително малцинство во споредба со многобожечкиот свет. На таков начин, по заслуга на царот Константин, престанало гонението на христијаните, кој пред него траело речиси 3 века. Тој бил прв римски цар кој ја проценил големата важност на света Христова вера за државата и за незиниот правилен развој. Скоро сите цареви дотогаш врз христијанството гледале како на голема опасност за себе и за државата, а Константин е првиот цар кој ја увидел неоснованоста на стравот, зашто човекот нема потреба да се плаши од она што е свето и чисто, ако што е светата вера и Христовата црква, кој нема никаква желба за стекнување на светска власт. А таквата желба имаат, зашто Божиот Син не го основал своето царство да им конкурира на земните царства. Моето царство, рече Спасителот, не е од овој свет. Царот Константин
први ја забележал оваа вистина, ако и тоа дека лагата не може да трае вечно, па затоа за секојаш крстот раскрстил со многобожството. Неговиот свет со својот нов дух тропал на вратата, па затоа тој допушти да биде разурнато се она што морало да се разурне, а што многобожечкиот род неминовно морал да потоне. Величината на царот Константин била во тоа што тој ја почувствувал смртната слабост на многобожството и што ја почувствувал животната моќ која извирала од христијанството. Многобожството било исполнето со истролен мирис и мртов здив на изживеаност, а христијанството дишало во еден нов, свеж и чист див, па царот Константин сватил дека тоа е повикано со своето вистинско учење да го прероди декадентното население. Тој сватил дека со луѓето не може да се владее ако претходно не се завладее со нивните срца. Сватил дека своето царство мора да го поврзе со вистинска вера, врска на христијанската љубов, а што владечката моќ сама по себе не е доволна да држи своето царство во еден духовен збир. И така царот Константин, раскинувајќи со едно минато кое било мртво и прифаќајќи го христијанството, умел со неговата помош да ги разбуди и развие сите позитивни сили кај својот народ за една величествена и благодатна цел. Старите идеали веќе биле мртви и шупливи, а христијанството поставило сосема нови идеали. Тој сватил дека многобожечките жреци биле единствено пренесувачи на жртви, а христијанските свештеници дека се управувачи на душите и прекрасни народни воспитувачи, па покрепувајќи се на нивната активност, се претворил во рамноапостол и следбеник на апостолското дело. Тој почувствувал дека Христовата вера силно ги привлекува луѓето, не само затоа што била праведна пред секој, туку затоа што знаела и умела секој еден да го научи во нешто што дотогаш римските, грчки мудреци и философи не успеле да го направат, а тоа било љубовта кон човекот, кон човек и љубовта кон луѓето кон вистинскиот Бог. Царството на цар Константин се темелело на Христовиот евангелски закон како на сигурен и цврст камен темелник, потука следувало дека со сигурност можеме да тврдиме дека без таков сигурен и цврст камен темелник не може да обстоја ни денешниве народи и држави. Дури и денес, кога човештвото напредува со брзи чекори во секој материалистички поглед, се уште важи правилото дека без евангелски напредок на луѓето нема обстанок, а во отсуство на евангелска љубов секој народ и секој општество оди во неизбежна пропаст. Затоа нека е вечна слава и благодарност на светиот цар Константин, на сето оно што го направил за својот народ, својата вера. Амин. Христос воскресе и за многу години. Има намасичено салфетки. Христос воскресе. 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 Треба спалити, што ги бујкам. Христос воскресе. Лани ми падна паричето, се најубаво, среќа, здравје да се има тоа. Во село Блаце само еден кум има, така и кои се врските, значи носите леп, пченица? Да, само еден кум има и леп, пшеница, благо, па кажав, и донација, пари. И поклон, бовчалок. Прв пат се кума? Да, прв пат, на толку години идење и тоа ка на филм. Ни намера, ни ништо. После надојдов и ми падна. Значи тоа среќа. Какво е чувството да се види? О, многу убаво, да. Тоа. Пожелувам на свите граѓани све најубаво.
Само здравие и другото све по себе ќе си дојде. Kresna odmar, vite, so smrta ja pobedi i na tije koji bejavo grobovite, život im podari, Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, Isus štivo grobje, život darova, Bogoslov'i javisja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bogorodice, priležno ninje pritece grešnik i smireni, i pripada im pokajani zovušte i zlobini. Slava Otcu i Sinu i Sjatom Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vekov. Amin. Milo da se pomolime na Gospoda, Gospodi pomiluj. Za visoko preosveteniju mitropolita Josim, za čestno sveštenstvo Hrista djak, prestolnio grad vo tvoje race go predadem, pa po molitvi te na Bogorodica, peskana žrtva, primija Gospodi vo tvoj na nebesen, i misloven duhoven tvoj, žrtvenik. Amin. I vjenčaš ti sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolom poklalo, mučenikom radova, iže propovjed Trojica, jedino sušnaja, Isaije likuj, Jeva im je vo črevjem, i rodi si nam Emanuila, Bogaže i čelovjeka, vostokinja jemu, Jegože veličajušte Djego, oblažajem. Hristos miluje nas. Smiluj se na nas, Bože, spored Tvoja ta golema milost. Ti se molime, čujne i pomiluj. Te se molime za život, za mir, zdravlje, spasenja Božje, te rabi na kumovite. Darko, neće prizavite, Gospod, zdravlje, spasi, Gospodi, ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi svim pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sokranjajaj krestom Tvojim žitelstvom. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, Isus tim bogrobje, život darova, i nam darova život večni, pokanem se im ukrenemo u Hristos voskrese, zdravlje Isuseni. Samo ide se javi Ajde, Lemče, daj nama. Lemče, daj Lemče, daj Gire, daj Gire. Srećna, iznenadena, возбудена. Тоа не е прв пат, него секој пат е подруго чувството. Очекуваме среќа, радост, бериче, што би рекол здравје, народот, кажано, тоа. Gospodi, vo našo se vo naše grad, na što si svet sega sehovaš,